гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Премиерот Мицкоски ги отфрла обвиненијата од опозицијата дека подготвува предвремени избори. Мицкоски најави реконструкција во владата по партискиот роден ден на 17 јуни. По партискиот роден ден премиерот го најави стартот на разговорите за реконструкција на неговиот кабинет. Следната недела после роден денот кој што ќе биде на 17 јуни во Струмица со почеток од 20 часот на стадионот. После тоа, следниот ден веќе почнуваме со разговори со владните коалициони партнери околу реконструкцијата на владата. Мицкоски ги отфрли обвинувањата на опозицијата дека турка предвремени избори поради лоша финансиска кондиција, коментирајќи дека на Бихачка владе страф од соочување со граѓаните. Нашата опозиција е сокриена. Нашата опозиција има 3/4 кои што држат пресконференции полни со невистина и навреди, најчесто кон мене. И сега кога имаат можност да се покажат на терен, да видат колку ефект имаат тие нивни невистини и навреди кон мене, тие едноставно бегаат. И тоа нема да биде прв пат што го прави СДСМ, тоа веќе во историјата многу пати го направила СДСМ. Јас сум кажал и ќе повторам, нашиот став е да нема предвремени избори. Ние сме добиле мандат од граѓаните за 4 години и ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори кои што ќе се случат 2028 година пролет. Но доколку сме предизвикани, се разбира, ние мора да сме подготвени како и секоја сериозна политичка опција. Има двајца Христијан Мицкоски, порача СДСМ во својата реакција. Едниот најавува реконструкција на владата и продолжување на мандатот, другиот веќе отворено зборува за предвремени избори. Во Македонија е против Европската унија, а во странство се представува како голем поддржувач, се вели во соопштението на СДСМ. Наредните парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или во редовниот термин, ќе бидат последните кои ќе ги организира пржинска влада. Александар Спасовски, Сител телевизија. Само сериозни реформи против партизацијата може да го подобрат правосудството кое е со најниска доверба, смета шефицата на државата. За евроинтеграциите претседателката вели Македонија мора со докази да ги аргументира своите позиции, а Европската унија да преиспита методологијата на преговори. Довербата 2% во правосудството може да се реши само со сериозни реформи против партизацијата, вели претседателката Селјановска Давкова. Во интервју за МИА побара поголема одговорност и сериозно преиспитување на потеклото на имотот на функционерите, целосно напуштање на партизацијата при изборот на суди и јавни обвинители, но и на убедувањето дека со пари и влијание може да се купи речиси се. Секој кој ќе стапи не само на една определена функција, на определена работа, лесно е да се провери со што влегол, како излегол и дали е тоа можно. Бидејќи не се џудам ја на огромните пари на некои ликови во светската политика врзани за вештачки интелигенции и така натаму, ама кога ќе видите профили кои што од својата работа апсолутно не би можеле да заработат, да го стекнат богатството, сигурно дека тоа треба да се испита. Потоа тие цврсто се држат за богатството, бидејќи филозофијата им е дека со парите може се да купат. Така и некако добиваме впечаток дека правдата не ги стига сите. Тоа мора да се надмине. Селјановска вели дека државата добива позитивни коментари од меѓународните партнери за спроведените реформи, а за надминување на останатите пречки на европскиот пат. Смета дека нон-пейперот за постепено членство на Франција и Германија е нов можен импулс. Македонија мора со докази да ги аргументира своите позиции, а Европската унија да ја преиспита методологијата на преговори. ЕУ треба да подразмисли околу методологијата на преговорите. Не може тоа да биде молчи и слушај. Како постар брат и помлад или богат и сиромашен. Не. И кандидатите за кандидати имаат што да кажат. И какви се тие преговори кога вие мене ми велите еве рамката, спроведете ја, сменете го уставот, оти, ние сме внатре, ние сме ексклузивно друштво, а вие чекате. Не.
Националниот интерес е најважен, вели Силјановска, зашто смета дека за европскиот пат потребен е консензус од кој опозицијата не смее да биде исклучена, но без успех завршиле незините обиди да воспостави контакт со опозицијската партија на оваа тема. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Повлекувањето на Али Ахмети од лидерското столче во ДУИ, кое го најави од партиски состанок во Куманово, нема да оди ниту брзо, ниту лесно. Дел од аналитичарите сметаат дека нема наеднаш да се повлече од партијата. Други пак потегот велат дека е тактички поради притисокот за промени кај интегративците. Најголем проблем ќе биде внатрепартиската битка за негов наследник. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по повеќе од 2 децении на чело на партијата најави повлекување од председателската функција. Во говор на партиски состанок во Куманово, без да прецизира кога би ја напуштил лидерската позиција, Ахмети порачал дека нема намера за секогаш да биде председател и дека својот ангажман сака да го продолжи во редовите на партиските ветерани. Политичките аналитичари оценуваат дека најавата за повлекување до следните парламентарни избори нема да се реализира. Според Сефер Селими станувало збор за подготовка на терен за процесот за избор на наследник на Ахмети. Верувам дека неговата моќ одеднаш ќе слабе откако он би се повлекол од местото председател на ДУИ. Сепак тоа е негова партија која откако постои е поврзано премногу со неговиот лик и неговото дело. Од друга страна, Петар Арсовски вели најавата на Ахмети е повеќе тактичка отколку дефинитивна. Точно е дека ДУИ е под притисок дека треба нешто да смени за да повторно стане привлечен за гласачите, но мислам дека тој процес нема да оди толку брзо, имајќи предвид дека досега Ахмети тврдеше дека сака да ја заврши својата политичка дејност, па потоа дури да оди во пензија. И двајцата аналитичари сметаат дека заменувањето на Ахмети ќе донесе внатрепартиски предизвици, не исклучуваат раскол помеѓу фракциите во ДУИ. Таму има големи фракции, има големи ограноци кои секако дека имаат амбиција да го наследат господин Ахмети. Тоа ќе биде процес кој нема да биде без своји политички предизвици и на почеток ќе има политичка цена, се разбира. Бидејќи во моментот функционирањето на партијата во голема мерка зависи од посветеноста на Ахмети. Смената на Ахмети, според аналитичарите, ќе влијае и на идните коалиции со македонските политички партии. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Најкратката автопатска делница во земјава од Скопје до граничниот премин Блаце конечно ќе се гради, најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Во гостувањето во дневникот на Сител, Николовски обелодени колку ќе чини овој автопат. Мене прво ми е драго што ќе опочнеме овој проект. Се работи за еден од најфреквентните патишта кој што се користи сега. Има дневна голема миграција помеѓу Македонија и Косово, а во летно време многу се користи и за Црна Гора, затоа што ова е спојка покрај со Косово и со Црна Гора од една страна, а од друга страна во делот на бизнисот се отвараме кон уштедно пристаниште, тоа е пристаништето Бар, така што го кратиме многу патот. Проценатата вредност е некаде околу 200 милиони евра, се работи за исклучително комплициран проект. На него има 5 тунели, 2 галерии, 12 големи мостови со си помалите објекти, вкупно 40 објекти, и ми е драго што заедно со Европската банка за обнова и развој и јавното претпријатие за државни патишта успеавме да го избереме Гранит како изведувач, за на тој начин да покажеме дека македонската оператива може да работи. Тука сакам да се заблагодарам на ЕБРД, сакам да се заблагодарам на Министерката за финансии за поддршката во обезбедувањето на финансии и на директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коци Страновски, кој што одлична работа прави. Волко автопати никој во регионот не гради, а Македонија никогаш не видела. Лидерот на СДСМ пак денеска од Карбинција обвини владата дека сите сфери во земјоделството имаат проблеми. Тој смета дека таков колапс на системот во изминатите 30 на години немало. Прво зголемени трошоци за производство, цени на ѓубриво, на вода, на работна рака. Неисчистени канали, земјата нема од каде да се наводнува, а има систем кој што е поставен и кој што е поврзан со системот на езерото Калиманци. Понатаму немање доволна сума на пари за субвенции. Вкупната сума на субвенција е намалена за 40 милиони евра. Освен што е намалена, не се исплаќа, субвенциите каснат, и тоа важи исто така за секој сектор во земјоделието. Како за производство на тутун, како за сточарите, млекопроизводителите, производителите на ориз,
Ланската година го видовме, сега оваа година повторно исто ќе биде со лозарите. Луѓето не може да врзат крај со крај. Реагираа од ВМРО ДПМН во партиската реакција меѓу другото се вели: Филипче, да те подсетиме дека кога заминавте од власт, оставивте долгови неисплатени субвенции за 2020, 2021, 2022 и 2023 година. Може би дојде време да одговорите на земјоделците каде тие пари завршија. Дали токму со парите на земјоделците си купивте визи за Дубај, станови по скапи комплекси низ Скопје? Владата, предводена од ВМРО ДПМН, од самото доаѓање на власт исплати 350 милиони денари за неисплатени плати на вработените во национални шуми и водостопанство. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, во периодот од 27 јули до 31 декември лани исплати близу 4 милиарди денари субвенции. Вкупно од 27 јули до денес исплатени се близу 14 милиарди денари субвенции за заостанати и тековни обврски, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. И тука е крајот на денешното издание на информативните емисии на Сител. Пријатна вечер со нашата програма.